Во кој правец треба да се движи македонската политика, односно идната македонска влада, доколку има избори на 11 декември? Дефинитивно треба да се стане поактивна, поради тоа што сепак Америка е една од лидерите во светот, можеби најактивен на поле на НАТО, ЕУ, надворешна политика кон нашиот регион, иако малку е запоставен Балканот и дека Балканот не е приоритет на Обама администрацијата, се надеваме дека барам Балканот ќе се врати на внимание на следната администрација, барам за завршување на таа градење на обединета Европа, слободна Европа, демократска Европа, сите членови на НАТО и ЕУ. Така да се надеваме дека нема да има промена во таа политика од Америка, но Македонија треба да станува повеќе и повеќе активна, особено околу реформите, барам во судството, што ние како диаспората ја гледаме една од најголемите пречки за иднината на Македонија во сите полина. Дали е тоа индивидуалните права во Македонија, дали е тоа економскиот развој и фамилиарни проблеми која доаѓа со имот и такви прашања кои треба сите да не се засегат, и особено кога доаѓа поле на изразување, дебата и диалог во Македонија. Ја и ти можеби нема да се согласиме за све, но добро е да седниме на една маса, да дискутираме и да видиме како можеме да доаѓаме до решенија во полза во Македонија, во националните интереси на Македонија, и да се стават личните и партиските интереси настрана во име на државата, и мислам дека така ќе станеме поблиски пријатели со Америка, и Америка ќе не почитува каде повеќе, кога ние самите себе сите обединети ќе знаеме кај одиме како држава.